Почитувани гледачи, вие гледате рубриката Нашите градини. Ова е нашата прва градина од серијалот кој оди во 2013 година, а наш денешен домакин во оваа прекрасна рубрика е господинот Боби Величков. Интересно за оваа градина е што оваа градина се наоѓа меѓу зградите во населбата Ново Лисиче и фактички тоа е една оаза во една урбана средина каде што секаде наоколу има бетон, во една малечка ваква градина од некои си 70 на 80 квадрати, на вистина е прекрасна гледка, а за тоа највеќе е заслужен господинот Боби. Боби, што ќе ни кажете за оваа градина? Од кога е оформена? Колку години веќе работите на оваа градина? Веќе 23 години сме тука. Од почетокот почнавме нешто да градиме сами. Покасно ја менувавме према можностите да дојдеме сега до една, ми се чини, една виша целина, која успеваме со супругата да ја одржуваме сами. Дали една ваква градина изискува многу време? Дали треба да бидете посветени многу време? Бидејќи гледам дека имате многу врсти на цвеќиња, кои некои гледам имате некои врсти кои веќе се стари скопски, да ги кажам, врсти што биле омилени уште од времето на овие простори, меѓутоа во модерните градини ги нема, а вие ги имате. Дали значи таа љубов према цвеќето на некој начин прави да имате вакви интересни видови на цвеќе во вашата градина? Љубовта кон цвеќето е од детството, од родителите, живеев во Ѓорче. Имавме градина во дворот. Остана тоа љубовта кон цвеќето и продолжува. Цвеќиња некои што сум ги чувал и сме ги имале уште од детство. Љубовта по нив е останата и ден денеска. Успеваме некои да ги сочуваме, некои мораме да ги купуваме секоја година. Нешто набавуваме од пријатели и така. Имате разни врсти на цвеќе кои во зависност од годишното време, на пример раната пролет па се до доцната есен, цветат, така да можеме да кажеме дека ниеднаш они не цветаат сите заедно, меѓутоа секогаш, бидејќи изборот на цвеќето ви е таков, секогаш имате по некое цвеќе кое прави колорит во оваа градина. Дали изборот на цвеќињата е од искуството што го имате, бидејќи рековте дека од самото детство, или по некој случаен избор така сте ги избрале да цело време градината ви е цветна? Па и малку и од искуство и пребавно што гледам, за да има цело време некоја цвеќе, садиме наизменично, почнувајќи од октомври со љубичиците, покасно почнуваат да цветаат ладиња, зумбули, сега топ карамфилот и кринот, имам бугенвили, покасно почнува хибискусот, сарделите цветаат цело време, па по нив почнуваат хризантемите, значи на некој начин имаме од рана пролет до касна есен. Секојаш некој цвеќе цвета. Посебен драж на оваа градина даваат и патеките кои се иззидани од природен камен, направени се од природен камен, иако сме сведоци на бетонската и бекатонската џунгла околу нас, и сепак на волку мал простор направени се неколку патеки кои ја поврзуваат градината и кои на вистина по својата боја и по својата форма даваат еден посебен украс на оваа градина. Кажете ни нешто повеќе за изборот на каменот за оваа патека. Изборот беше на градителот. Мора да го поздравам Мите, кој целиот двор што е направен со камен, фонтаната и патеките се негов избор. Бидејќи има проблеми со рампата през града, морав да отворам двес и да направам патека и тој ми помогна со изборот на каменот за да го вклопиме во дворот. Затоа што јас за бојата и за тие работи многу не се разбирам.
се покажа дека многу убаво се вклопи со цвеќе. Еве еден поздрав до Мите, иако јас не го познам. Честитки за неговата мајсторија. Гледам една прекрасно направена жардинјера. Ова позади исто фонтана е производ на Мите, пријателот на Боби. Тука имаме и еден миниатурен алпинетум во кој гледаме дека доминираат љубицичи во повеќе бои, кои исто така Боби ги одржава, има кринови, има кали, прекрасен балкон со опшиен со пузавици со различна боја на цвет. Нешто повеќе за нив да ни кажете? Се работи за неколку вида и бои на клематис. Има неколку вида на бугенвили, моментално цветаат само пузавици, за другите цветаат покасно. И така. Сардели. Кога разговараме за цвеќето и овие растенија, значи овие туи води што ги имате посадено во градината, и тие си имаат своја улога со тоа што нели нивната сенка некогаш придонесува да јакото сонце не ги изгори, значи цвеќињата. Со тоа можеме да кажеме дека сепак вашиот избор на цветниот расад и на растенијата е одличен, затоа што сте направиле една таква комбинација на сенки кои нормално во одреден ден на денот ги штитат цвеќињата. Кажете ми нешто повеќе за наводнувањето, како ја наводнувате градината? Па сами имаме од водовод со прскалки. Некогаш зависи рачно, каде што не може со прскалки, со црево. Кога за вас градината представува најголемо задоволство? Дали е тоа во раната пролет, лето, есен? Па да ви кажам, цело време. Почнуваме од октомври со љубичиците да ги садиме. До март месец на некој начин акционираме. Од март месец веќе почнува оживува се. Значи, март, април најмногу набавуваме цвеќиња што се садници за низ двор. Сето друго го чуваме во светларникот тука, за да презими. Тогаш најголемата работа е за да се оформи пак повторно дворот за да заживее. А покасно времето ќе го прави своето, некаде јуни, јули, август. Многу од цвеќињата за жал се губат високи температури. Останува она што е само дрвенесто растение, хибискусите, бугенвилиите. Тогаш почнува и патијата, овде е северна страна, тука можат да преживеат. Бегониите веќе почнува да се губат. Климата е многу лоша во Скопје и секој цвеќе не може да обстане. По вас, кој е најидеалниот период кога вашата градина е во топ форма? А најмногу во април месец и некаде во септември. Тогаш значи значи кога ќе поминат вручините на почеток во април и бидејќи садиме многу љубичици и други цвеќиња тогаш цветаат, има многу цвеќиња што цветаат. Април, мај, покасно веќе тие поминува за дека се оформи повторно. Поминува неколку месеци, значи во септември е исто пак прекрасно. Бидејќи сте човек со посебни потреби, нормално судбината била таква како што била, а гледаме една прекрасна градина што е уредена од вашите раце. Што можете да кажете вака за тоа, дали представува голема потештотија одржување на една ваква градина и што можете да дадете како препоратка на луѓе кои нормално на некој начин се ограничени во некои своји способности? Одржување на ваква градина во секој случај е обврска и голема помош имам од сопругата. Повеќе таа ги работиме за садење, за наводнување двојцата работиме. Мене ми представува задоволство. Значи на некој начин се ги отргам мислите од она што сум
хендикопот за некого представува проблем, јас гледам да го избегнам тоа, затоа се занимавам со печарство, за да уживам, за да ги отргнам мислите, значи животот не престанува тука. Би сакал да им препорачам на инвалидите, на сите други инвалиди, за да продолжи со животот, без разлика, дали ќе се занимава со гледување на стекиња, дали ќе се занимава со нешто друго. За да продолжиш со животот, мораш да најдеш некоја смисла за да продолжиш и понатак. Имаме изрека на кинезите. Ако сакаш да бидеш среќен цел живот, одгледувај цвеќе. И тие се можеби во право. Јас сум цел живот со цвеќе на некој начин. Мене ми представува задоволство без разлика на хендикеп. И ќе се занимаваме со него, со сопругата, се додека можеме двојцата. Ќе продолжиме сами кај го одржуваме зборот и ќе продолжиме со тоа. Почитувани гледачи, ми беше огромна чест што бевме со екипата на Гарден клуб гости во градината на господинот Боби Величков. Навистина една мала оаза во бетонската џунгла. Пријателите на Боби, роднините на Боби тоа го знаат, а се надевам дека преку оваа снимка и вас ќе ви доволувиме барем дел од онаа убавина што има во оваа градина. Боби, уште еднаш ви благодарим. Благодарам и јас. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, вие гледате рубриката Нашите градини, а денешни наши домаќини се господинот Вахид и Снежана Смајловиќ од Скопје. Господине Вахид, имате прекрасна градина на отприлика околу 200 квадрати. Што можете да ни кажете од кога датира оваа градина? Па оваа градина датира од 95 година, кога направивме изградба до самата барака и тогаш решихме да направиме една жива ограда, која во почеток не беше вака убава, али со текот на време си здобив со искуство и чисто рачно ја работам и овие фигурички што се Навистина, оградата е прекрасна, имаме ограда во англиски стил, буквално е, што би се рекле по наше скопски, ошишана до секој милиметар. Гледаме, има прави геометриски форми, многу е симетрично од сите страни, така да ја мислам дека вие би можели да учествувате на некој надпревар за шишање на вакви градини, дури би можеле да направите и некој лавиринт, како во големите англиски градини. Со каков алат ја одржувате? Чисто рачна ножичка, али малце поквалитетна, и сам си јаоштрам, си ја дотерувам и ако немаш убав алат, оваква убавина не може да се направи сигурно. Така.
Во самата оваа градина гледаме дека има повеќе растенија, значи. Што можете да ни кажете, например, за прекрасните буксуси, кажано шимшири, колку се тие стари? Па и они се негде околу 12 години. Има многу работа и околу нив, барат нежно шишање, барат очувување и внимавање, малце една грешка да се направи, тие ќе се исушат, ќе се расипат, нема да имат ваков убав облик, али многу се прекрасни и барат нега сигурно. Овдека е вложено многу труда, али за сега сум задоволен од изгледот. Како ексклузивитет гледам дека имате и една палма, што знаеме дека кај нас зимите се доста ладни. И можете ли нешто да ни кажете повеќе околу палмата? Палмата е со средна големина. Како ја сочувувате палмата и колку време е стара и општо да ни кажете за палмата? Палмата е многу интересна и ми се смеат дори комшиите кога ќе ме видат со шума од пченка. Ја носам зимно време и многу ја сакам да ја заштитам од сега почнав задно време многу големи ладноти и јас мора да ја цела ќе ја обвипкам со пченка и таа е заштитена, више не може мразот и да падне снег ќе ја заштити палмата и на пролет па ќе ја отворам и таа ќе си расне, како што гледате, многу е убава. Колку е стара? Па некаде 7-8 години е веќе стара и не е стара. Освен на палмата, видовме многу интересно во дрва, значи во трупци, издлабени и направени жардинерички кои се исто така рачно правени. Што ќе ни кажете повеќе за нив? Тука повеќе заслуга има мојата сопруга која кога ги сече дрвцата забележа дека има многу цели шупликави дрвца и почна да ми ги земам, не бев баш расположен, ама она си зема и си направи прекрасни со цвечиња, околу цвечиња, незина е работа и заслуга за ова цела убавина што ја гледате, али тревата, жива ограда и сите други работи, овие шимширчиња, палмата и други работи се моја работа. Додека ова друга убавина што ќе гледате, мали, ниски ружички, па големи ружи, разни гладиоли, разни прекрасни цвечиња што навистина, да ви кажувам сега, имиња не е толку многу битно, али ово да се има, треба голем труд и да се сака и да се знае, да се разбира работа. Имате некои нови дрвца посадени, кои се уште мали, што врсти се тоа? Имаме една јапонска мушмула, што е многу добра за здравје и треба да се користи, али да видиме дали ќе успееме, убаво расне сега за сега. И аронија насадив. Аронијата знаеме дека е се попопуларна, се користи се користи во здравствени цели, а и грозенци имаме едно позади убаво. Така, грозието е за мерак? За мерак е грозието и да се надеваме дека ќе го користиме за убави цели. Значи се напивме многу убаво вино, прекрасно вино кое е направено од вашите раце, морам и тоа да го кажам. Исто така имате прекрасна фонтана, не многу голема, но се гледа дека има многу убави камења на незе. Што ќе кажете за фонтаната? За фонтаната да ви речам, таа е цела историја со мојот пријател Алојз. Сме вложеле голем труд со жена ми, секое камче има го носехме посебно откањан од матка и 1-2 месеци полека со господин Алојз сме се потруделе, али навистина ноќе ова фонтана да може да збори разни јазици и разни убавини. Колко карти имаме разиграно покрај оваа фонтана и такви убавини. И мислам дека треба секој да проба да направи нешто у дворот, да му биде и да се... И пред се нашата емисија Гарден Клуб Градини е емисија за разубавување на урбаните простори. Значи, секоја убава градина е една култура за Македонија, една убавина, за тоа да се види дека и ние во нашата убава државичка знаеме да ги одржуваме нашите градини, знаеме да си направиме убав простор
каде што ќе уживаме нели со нашите пријатели, најблиски, комши и другари, како што кажавте, на некогаш на карти, на добро вино, со добра забава. Едноставно градината како градина е нешто што е фактички втор дом. Почитувани гледачи, нашата екипа од Гарден клуб Градини се потруди, значи на сите наши учесници во наградната игра за најубава градина да подели вакви маички со нашето лого од нашата емисија. Еве ова за господинот Вакит, како учесник во нашиот конкурс за најубава градина. Се надевам дека ќе гледате нашата емисија, ќе ги привојавите вашите градини, каде што ќе дојдеме да ги снимиме, а од идната емисија ќе видите што нашите спонзори ќе доделат за најубавите градини. Навистина има богати награди и се надевам дека ова наша веќе традиционална игра, што ја одржуваме, значи веќе втора година, традиционален надпревар за избор на најубава градина, ќе продолжи и понатаму. Затоа пријавете ги вашите градини на следните телефони. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Нашите градини, а ние сме денес со себејството Мумбиновиќ, кои денес се наши домаќини, а тоа е бабата Небахат и внуката Инес. Ви благодариме што ја пријавивте вашата градина во нашата емисија и сега ќе видите што следува и каква е оваа прекрасна цветна градина. Пред на самиот почеток да кажеме колку време е стара оваа градина? Па оваа градина, од како сме направили куќата Дибака, што е убава, е од 2 години. И порано имавме цвеќиња, ама не оваа година. Така. Да. Гледам дека имате навистина огромен број на разни видови на цвеќиња. Да. Вие сте голем љубител на цвеќињата. Но Кажавте дека секое ваше искачање од дома од 6 сати са бале станувам, ги поливам, ги сакам, зборувам. Они ми се, не знам, многу задоволство големо. Знам денеска што ми е рацветало, знам вчера што е. И дали вие ги купувате цвеќињата? Да, купувам, све купувам. Така. Да. Кажете ми, набројте ми некои врсти од вашите цвеќиња во вашава градина. Па обично највише имам ове менџушарки, сарделе обичне, имам ове бомбонице, ове бетуни, ове воденице. Овие ја ги викам шпански, дека ги гледам тие филмовите, доста ги има. Знам имам, а не ми текнува сега. Тие ми се од Холандија, тие плавите, ми ги испратија. Така, пред колку време ви ги донесоа тие од Холандија? Тие од лани, ама сега неколку корени ги пресадив и така доста имам. Така, дали е потребно многу време да поминете во градината за одржување на цвеќиња? Па треба време, али треба љубов. Ако имаш љубов, ништо не е време. Мене ми е задоволство са бали која станувам, ја уживам.
во дворот, да ужива. Имате овдека голем број на бегони, петуни. Све има. Па неколку врсти имам, али уште не ми се рацветани. Некои ми рацвета, некои не се рацветали, така. Така, тревата во дворот која од? Ја шишам, ја све, ја воду, ја све. Така, а со косилка исто? Да. Ево, утре ќе ја косам. Што планирате да следно нешто што ќе го направите во вашата градина? Па мислам дека фали една фонтана тука, малце ко водоскок да биде така. Така, малку вода. Да, малце вода, малце цвеќиња, малце од све по нешто. Да биде поразиграно. Да, поразиграно. Ви благодариме за учеството во нашата емисија. И јас сум ви многу благодарна што ми дојдовте во дворот, што ми го ценавте трудот и цвеќињата мои. Многу сум ви благодарна. Навистина сме одушевени од оваа градина, бидејќи видовме многу разновисни цвеќиња, видовме дека една жена заедно со незината внука вложила многу труд во оваа градина и навистина се е расцветено и се гледа дека многу љубов е вложено. Тоа беше се од нашите градини. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Нашите градини. Ние се наоѓаме во еден прекрасен двор, во една прекрасна градина, во населбата Сопиште, во местото наречено Чифлик. Денешни наши гости се господјата Верица и Ристо Петрови по професија дефектолози. Како и секогаш, сведоци сме на оваа прекрасна градина и сега нешто ќе чуеме за историјата на оваа градина, како е направена, како е оформена, како е посадена. Кое е нешто прво што го направивте во оваа градина, вашите спомени на оваа градина, колку е стара, што е нешто прво што насадивте во оваа градина? Во периодот кога ја градевме куќата, околу нас немаше никакви, мислам, овој позади дел беше празен, немаше куќи изградени, ова беше еден рит, значи, и додека се градеше куќата и двајцата замислувавме како тоа да го оплемениме, како во нашиот двор покрај зградата да има нешто друго. Во близина, во тој период се случија и актуелни се деновите за деновите на дрвото. Да, денови на дрвото, односно денот на дрвото, и ние одлучивме цело семејство, нашиот син, ќерка и ние двајца да купиме дрво кое што ќе го посадиме на денот на дрвото. Времето не беше многу поволно, меѓутоа желбата беше многу голема. Тогаш на Бит пазар купивме првото дрво на кое што не идовме, тоа беше по случаен избор цреша, бидејќи ни кажуваа мештаните дека тука најмногу успеваат црешите. И првото дрво што го посадивме тоа е црешата. На денот на дрвото тоа е посадено дрво пред 6 години, најверојатно 6 години. Така, значи историјата на оваа градина е со црешата. Кои други родни дрва ги имате освен црешата во оваа градина? Па сега покрај црешата, покрај тоа што ние сакавме многу да имаме и дел кој ќе ни биде така визуелно пријатен за око, дел за одмор, сакавме покрајот околу дворот да имаме и родни дрва нормално. Имаме кајси, имаме јапонски јаболки,
јапонска слива, круша, сите овие дрвца кои што ви зборувам сега се родни и на крајот веќе имаме посадено мушмула пред 2 години која што се уште нема родена. Така. Значи самиот овој предел и условите на теренот дозволуваат да имаме и вакви садници кои знаете дека во одреден дел од годината со своите плодови прават и да се засладиме и правилно да се исхрануваме. Да, меѓутоа искрено да ви кажеме, многу е тешко тука да одржите дрво родно да посадите, па дури и овие дел од зимзелените дрва кои што ги гледате украсни, тешко се одржуваат, односно тешко обстојуваат тука затоа што цела куќа и цел двор е поставен на камен, на карпа. Значи куќата и цел двор ни е поставен на карпа. Меѓутоа ние пак наоѓаме простор и успеваме дело тоа да, како што гледате, да одржиме. Господине, што ќе ни кажете за вашата фонтаничка? Имате многу интересна фонтаничка која гледам дека убаво е оформена, се гледа дека е уградена така со камчиња, има пријатен жубор. Што нешто околу фонтаната е? Да видите, кога во периодот од како веќе дворот постапе да го средуваме и начално веќе дојдовме до една форма која сега е, иако таа се менува постојано и поведуваме постојано некоја новина да воведиме овде. Посакавме и да направиме или да купиме или некој да ни направи една мала фонтаничка. Со оглед на големината на дворот, нормално не можеше некоја голема да биде, не одговара за такво нешто. И се определивме покрај улица, имајќи ги вовде сите комбинации што претходно ги имавме и разговори со луѓе дали некој може да ни направи или не, ние се определивме за ова фонтаничка. Значи, земавме готова фонтана, нормално купувавме во меѓувреме камен. Овој камен што е околу фонтаната сега поставен, оној камен со релиеф, со разен релиеф на него, нели, со така наречени дупчиња. Тоа е травертин, бивор во комбинација со травертин. Ви благодарам, јас не че знаев тоа да го кажам. Значи, важно купував и такви камења дури, значи, околу фонтаната да поставиме. Го направивме тоа. Фонтаната е тука. Меѓутоа, најубавото во сето тоа беше и се уште е, што ние сакав, сопругата тука ме подржуваше постојано, жубор. Значи жубор. И секоја во сезоната од пролет до есен, првото утринско кафе ние го пиеме покрај фонтаната. Освен кафето, слушнав дека ја играте и традиционалната игра табла, и сега не знам кој е подобар од вас двајца. Играме табла, оноко колку што знаеме и се разбираме, нели? И навистина понекогаш дури, понекогаш знаеме дури малку да се наљутиме кој е подобар. Не, тоа е само претеризам во секој случај, но најдобар и јас сум тука. Фонтаната знаеме и табла да се играме. Често пати дали на таа масичка покрај фонтаната или овде на овој дел, мислам со комшиите, со децата наши, со внуците кога доаѓа тука, се видиме обавезно, така да навистина дворот го користиме. Видов еден интересен, еве да речам како трупец, помислев дека е природен, дека е од тука, тој секако дека е природен, дека е од тука, но слушнав дека тој ви е донесен од недека и дека има приказка. Што во врска со него? Тој е преубаво аранжиран со сакси, со многу убави растенија. Што ќе ми кажете за него? Тоа си е навистина едно навистина многу убаво доживување. Мислам нешто со кој што го доживеавме. Пред 2 години ми се чини беше викенд, синот и снаата со децата, со внуците, со внуките, беа на викенд во Лешовскиот манастир. Шетаат они, имате убава навика и така да повремено шетаат. И во еден таков викенд се враќаат вечерта, недела навечер беше тоа, се враќаат и мислам, вратата од багажникот му беше отворена во колата и вели, дојди да видиш што ти носам. Што бре, синко? Поизлеговме да видиме. Значи, овој трупец малку поголем, со гранките малку беа поголеми. И сега, што е суштината?
Тоа што овој трупет се наоѓа во нашиот двор, а после тоа го обликувавме, па го лакиравме. Тоа е веќе моја работа натаму. Значи, тоа што тој се наоѓа тука, тоа е пред се благодарение на нашата снага. Го видела она, фрлен, затворен, некаде таму кај градот. И му рекла на синот, застану го. Што? Застани го гледаш оно трупецот. Најдов глумец, најдов улога во нашата градина. Да. Тој ќе се вклопи идеално во сопиште, во дворот. Да. Синот реагирал. Што јас да го носам сега, да го кревам во багажа и да го ставам. Ќе го крениме, ќе го оставиме. И што да прави? Како и секогаш, ја што велам ние мажите, колку понекаш и да се и најтиме, на крајот ќе попуштиме кога жените ќе запнат за нешто. И така, благодарение на снаата, синот ја прифатил иницијативата и го донесува. Покрај овој прекрасен детаљ што го имате и еден убаво оформен алпинум. Видов на самиот алпинум дека имате едно мало жардинерче со едно многу интересно дрвце, кое не е од нашиве краишта. Рековте дека сте го донеле од Далмација. За што се работи? Видите, нам ни остана. И се надевам дека и понатаму ќе не држи тоа правило што си го зацртавме со сопругата. И желба. Секаде каде и желба секако. Кај што одиме, веќе гледаме во дворот. Гледаме на плацови, во градини. Да видиме секогаш користиме да видиме нешто ново. И сега пред 2 недели бевме службено во Сплит на една меѓународна конференција. Ние секоја година одиме во тој регион, Црна Гора, Хрватска, одиме на конференции. И секогаш го гледаме тоа. И Црна Гора и Далмација е препуна токму со овие дрвчиња. Таму се дрвја, цели големи. Некаде Тоа е медитеранско растение. Да, медитеранско. Да. Некаде се со гранките нагоре, некаде паѓаат гранките, зависи како го формирале. Колку дрвца донесовте? Донесовме од ова боја што ја има, значи овај Розе лилја. да, розе лилјакова боја, значи посветла нијанса е ова. Значи донесовме 3 корења и еден корен од бело. Сега нема и ни е многу криво, ама тоа ни е во исто време и обврска, што мора да реализираме наредната година, имат и темно црвено. Значи, колекцијата ќе биде завршена со темно црвено. Покрај тоа, во градината имате и една прекрасна пицеја со средна големина, значи елка, која рековте дека секоја година традиционално се кити пред Нова година. Значи, имаме во самата градина уште еден дел, значи, кој е на ниво, каде што е поставена трпезариска мача, каде што имате секоја недела неделен ручек. Покрај тоа имате една прекрасна љуѓашка, каде што после ручекот некој ќе одмара таму. Бавера најмногу таму одмара. Така, Бавера најмногу таму одмара. И многу интересно е нешто што видовме во оваа градина, е една многу голема хармонија на живот. Видовме птици кои се слободно пуштени, пауни, значи за некои луѓе тоа е рајска птица, тоа е кралот на птиците, прекрасни птици кои слободно шетаат, кои е ретко, значи, да се види дека се пуштени и стојат тука. Видовме, значи, мачка, што е контраст на целата работа, која е многу смирена, која е мирна, која е социализирана. Видовме куче, кој исто така е донесено од урбана средина, од центарот на градот, кој е тука уклопено и живее во хармонија со мачката и со пауните. Значи, едноставно оваа градина некако диши со соживот. Значи, сите работи некако се склапаат едно со друго. Значи, не е ова фалба од мене како еден автор на емисијата, но на вистина видов една многу убава кохезија во оваа градина. Исто така, гледам дека се внимава на секој детај. Видов една скршена тераткотна саксија и замислете, таа саксија како многу од нас што би направиле, би ја фрлиле, би завршила негде на некое буниште. Меѓутоа, нашите домаќини развиле еден нов стил на уредување и аранжирање на такви скршени сакси. Така да
видов 3-4 тука и навистина изгледаат прекрасно и сакам да кажам дека се нешто што некогаш некој би го фрлил, нашиве домаќини го употребуваат тоа и од него прават од нешто што секој би се откажал од тоа, тие веќе прават украс и му даваат живот и му даваат улога во оваа градина. Навистина уживавме. А за крај можете ли уште некоја анекдота да ни кажете дека и навистина видовме многу убави и богати партитури во вашиот двор? Што би сакале да кажете? Еве ме интересира вашата љубов према цвеќето. Од каде дојде вашата љубов према цвеќето? Бидејќи целата градина е исполнета со цвеќе кое буквално кипи од сите страни. Цвеќето кое што го гледате со многу љубов, мерак и јас посебно го одржавам, бидејќи мислам дека цвеќето е тоа кое што ми го врати здравието кое што ми беше нарушено пред неколку години. Меѓутоа желбата стои далеку, длабоко во мене и морам да спомнам една личност која што ми значела во животот, тоа е мојата свекрва покојна, тоа е мајката на мојот сопруг, која што и во оние периоди кога немаше сакција во конзерви, знаеше да посади различни цвеќиња и дворот наш уште пред 40 години, пред 35-40 години кога се омаже во таа куќа, беше полн со цвеќе и остане понатаму како традиција. Овој разговор, овие последни моменти од разговорот ме потсетија да во следните емисии ви прекажеме некои слики од стари македонски традиционални градини, каде што ќе ви прикажеме како на времето нашите стари како ги уредувале тие градини, во кои, ако се сеќавате, беа, еве ќе кажам, 60-тите, 70-тите години преполни со искористени стари конзерви кои беа полни со цвеќе. Кога некогаш ќе ја разгледам таа книга што ја имам дома, навистина ме враќа во едно време, и сега вие ме вративте во едно време, кога навистина и тие стари конзерви си имаа своја драж, но како што се менуваат времињата, така и градините добиваат некои своји еволуции. Нормално модерното живење прави и ни нуди најразлични примероци на најразлични продукти кои се во градините. Исто така приметив овде во еден канделабар многу убаво укомпонирана една метална жардинеричка која кипи од зеленило. Што во врска со тоа? Дали тоа вие го направивте, викнавте некој да го направи? Кажете ни нешто за тоа. Да. Ви реков дека секаде каде што одиме, ова е ни стана обсесија да гледаме и да користиме искуства. Канделабрата сега пролетва една местија, кај нас во дворот, меѓутоа, основно ни беше да и неа малку ја улепшаме. И сега, за канделабрата, ова како искуство го видов исто така сега ова зима во Велес. Уствари пролетва во Велес. Во градот на канделабрите или изградот е нешто слично направено, значи, малку поголеми. Поздрав до велешани кои навистина направиле добра идеја и го разубавиле градот, а вие сте го искористиле тоа. Искуството во Велес, кога се вратив и велам на жена ми, ја ќе правам и на канделабрата нешто. И ете, го осмисливме тоа, а таа е задолжена па да го улепша, да посади цвеќиња, така да тоа е неизина работа. Голем впечаток ми оставија вашите пауни. Кажете ми нешто во врска со нив, бидејќи кога дојдовме во самата градина, ми беше чудно што сите имаат имиња, во секунда ги препознавате. Можете ли нешто за нив да кажете? Почнавме со два пауни, машки и женски паун, паун и паунка, тие си добија име Коко и Кока, меѓутоа минатата година изчувавме така и од јајце изведовме уште 3 пауни, кои што секако си добија име Жирафко, Мирко и Немирко. И тоа не случајно им дојде името, затоа што Жирафко како паун уште мал со вратот доминираше, а малите беа едно навистина беше многу немирно, другото беше помирно и така спонтано имињето дојдоа и тие дури си ги знаат. Не верувам дека буквално ги знаат, меѓутоа реагираат кога така ќе им се обратне, мисля колку ги знаат.
верувајте дека има големи можности да ги знаат, затоа што е докажано дека кога луѓето им пружаат голема љубов на животните тоа знаат да го вратат. Навистина ни беше драго што бевме гости во оваа преубава градина во Сопиште, во овој дел од градот. Бевме пријатно изненадени од тоа што го видовме. Се надеваме дека ќе ви се допадне овој прилог. Се надеваме дека ја гледате нашата емисија и сите вие што имате убави градини, а што сакате да покажете што сте работеле и што сте допринеле за ваш и за градот, за разубавување на нешто, да ги пројавите вашите градини, да влеземе во вашата градина и да покажеме на сите зошто сте се труделе, колку сте се труделе и какви убавили сте направили. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Нашите градини. Ние сме во местноста Марино, а со нас се членовите на семејството Атанасовски, Маја и Максим. Сега ќе видите што имаат они во својата градина. А за почеток да ви се заблагодариме што не повикавте да ја видиме вашата градина и што ќе ни кажете повеќе. Колку е стара оваа градина? Колку време сте во оваа куќа и колку време ја одржувате оваа градина? Благодарим и на вас што не посетивте. Значи, нашата градина е стара без ноце, значи 9 години. Се сеќавате ли прво нешто што беше што посадивте во градината? Па, меѓу првите растенија што ги посадивме, значи беа покрај оградата големите леванди? Да, и палмите две. Значи што ги имаме, да. Интересна работа е што во нашите градини овде во Македонија се повеќе и повеќе се садат палми, за кои до пред некоја година се мислеше дека не успеваат на нашите простори, меѓутоа, знаете, со глобалното затоплување веќе имаме и палми во нашите градини и ова е една таква градина која има две палми. Покрај палмите имаат прекрасни растенија, прекрасни зимзелени растенија, дел од нив служат како ограда, дел од нив се миниатурни јуниперуси. Исто така, гледаме дека во централниот дел имате прекрасен базен, монтажен, од некои си 4 метри. Се користи од кога почнувате да го користите, трае низ целата сезона? Па го користиме, значи, од при крај на мај, значи негдека веќе го ставаме, или почеток на јуни, значи све зависно од времето, значи кое што го имаме, и го користиме до октомври месец, значи почетокот на октомври веќе го демонтираме. Го користиме, значи, во текот на тие 3 месеци нон-стоп. Повеќето синчето поголемо, значи, го употребува. Сега со нас е и Томи, кој е најпалавиот во оваа градина, кој цело време врти нешто, игра, плива, палавко, но сепак е многу послушен. Во позадината имаме еден летниковец. Колку време го имате летниковецот? Што се случува во летниковецот? Па летниковецот веќе го имаме, значи, 3-та година. Најчесто се собираме со друштво, уживаме.
Летниковецот е прекрасен како еден кафич, значи, мислите дека сте во некое градско кафуле, секоја чест. Кој го направи летниковецот? Значи, ние сами го правевме, сопругот мој со дедо му, значи му помагаше. Позади базенот имаме и прекрасна фонтана од природен камен. Што ќе кажете за фонтаната? Па фонтаната ја изработи мојот сопруг. Значи, таа е изработена од природен камен, кој што сами го собиравме од најразлични делови од Република Македонија. Зеленилото околу незе? Зеленилото околу незе, значи, има прекрасни лаванди, значи, кои што ние уживаме во мирисот на лаванда. Кога пирка ветре, значи, многу убав мирис испушта, што е многу пријатно, значи, да седиме во дворчево. Покрај лавандите имаме и насади од јуки, многу минијатурни треви. Исто така имаме пузавци, евнимусти, навистина богата градина со многу содржини и многу различни растенија. Видов и една многу специфична трева која верувате ќе си земам за мојата градина. Уште од првиот момент кога ја видов, навистина изгледа раритетно, изгледа многу привлечно. Исто така сакам да кажам дека имате и доста партитури од природен камен во градината, како што се патеките, разни мали дзидчиња изработени од камен. Тоа најверојатно сте го правеле исто така сами? Да, исто сами го правевме. Значи тоа е еден вид мермер, травертин или буња. Значи исто тоа сопругот мој, негова изработка. Значи го поздравуваме сопругот господинот Атанасовски, кој денеска поради обврски со работа не е со нас, но голем поздрав до него. Секоја чест за оваа градина, секоја чест што ја одржува градината. Треба да земат и другите луѓе пример во нашиот град, во нашата околина, да има и други вакви градини. Ви благодариме на учеството во Гарден клуб Градини и се да надеваме дека пак некојаш ќе ве посетиме кога ќе имате нови содржини во вашата градина, бидејќи гледам дека имате цело време некои новости кај вас, нови растенија, нови идеи, па се надевам дека пак ќе не викнете и пак ќе ви бидеме гости. Благодарим и на вас што не посетивте, задоволството беше наше. Тоа беше се од прилогот Нашите градини. Пријавувајте ги вашите градини во нашата емисија, а за тоа ќе бидете и наградени. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Нашите градини, а ние денеска сме домаќини во еден преубав град од нашата мила Македонија. Тоа е Неготино и тоа ние сме денеска гости кај Рада и Јован Трајкови, една навистина прекрасна фамилија со многу убава малечка градина. Да ни бидат живи и здрави нашите домаќини, а сега низ окото на нашиот камерман Раде ќе го видите овој преубав прилог.
Градината на семејството Трајкови е во стилот на старите градски неготински градини, каде што традиционално се саделе цвеќиња и растенија кои успевале на климата во овој крај. Од давнешни времиња во овие градини се саделе родни дрва како што се смоквите, црешите, праските и други растенија кои давале плодови. Тука е и неизбежната винова лоза, која и во оваа градина прави сенкаво друштво со садниците на киви, кои се попопуларни во нашите градини. Исто така, во градините во Неготино забележавме и садници од родовите на палми, кои се исто така популарни. Уникатноста на оваа градина се топијариумите, добиени од врстата буксус, кај нас позната под името зеленика. Вештите раце на господја Рада направиле во незината градина прави уметнички дела во облик на топки и други правилни форми. Најинтересни се големата и малата камила, кои исто така се оформени од врстата буксус. Овие растенија господја Рада ги засадила пред 16 години, а потоа вредно ги обликувала. Навистина оформила вредни и интересни фигури, поготово ако се знае дека таа е аматер во оваа работа. Иако се работи за мала градина, таа делува традиционално. Со големите камени плочи во две бои добиене колорит на партитурите кои не се земјени, додека остатокот на градината зрачи со топлина и пријатна атмосфера. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Нашите градини. Ние сме во близината на градот Темиркапија, во местото наречено Чифлик. А сега ќе видите и зошто дојдовме овам. Драги наши, ние сме веќе пред портите на Мијалчо Петров. Добар ден, ние си дојдовме по Добовереното. Добре дојде. Леговме, значи, во градината на господинот Мијалчо Петров. А сега ќе видите што се има внатре.
почитувани гледачи, како што ви најавивме, ние сме на гости во оваа прекрасна градина во областа Чифлик, кај Мијалчо и Марија Петрови. Добар ден. Навистина сме ви благодарни што не викнавте. Еве, нашата емисија е за прв пат во овој дел од Македонија и навистина сме вчудени од оваа убавина што ја видовме. Сега малку околу оваа куќа и оваа градина, бидејќи имаме информации дека сето ова што е овде направено од вашите раце. Од каде започнавте? Информацијата е точна, инаку јас потекнувам од Кочанскиот крај од Горни Подлог, едно прекрасно село, и кога дојдов во Демиркапија 81 година како млад полицаец, 86 година ми дадоа стан во Демиркапија. Меѓутоа јас никош не можев да се исполнам да живеам во стан. Од секојаш имав желба да имам моја идила. И со текот на времето стави во брак со сопругата, ми даде Господ две прекрасни ќерки. После 10 години купивме едно место, ова место го купивме тука, прекрасно место. Благодарност на моите родители, со инвестиција од нив, имавме некој имот во Кочани, го продадоа, го купивме тука и ни дојде идеја да си правиме куќа тука. Кога почнавме да ја правиме отправен куќата... Пред да продолжиме, зошто го одбравте баш ова место? Па, самото име Чифлик кажува зашто го одбравме ова место. Значи има многу природа, многу вода, многу близко до населба и ретко место во Македонија. Тој што не бил во Чифлик од Демиркапија, многу изгубил во животот. Јас така мислам, бидејќи тука ни течи Дошница, на 50 метри од нас е реката Дошница, тука ни е Кожув планина зад нас, автопатот ни е на 1 километар, автопатот 2 километра, ни автопатот за Грција, значи Вардар ни е на 2 километри, тука ни е Бошавица, тука ни е Дошница, значи многу вода и многу шума. Вие гледате во дворот имаме дренки, ова е дренка. Во дворот имаме дабје. Значи во нарамно место многу природа. И ние, јас, благодарение на мој другар, го научив и занаетот да сам да зидам, да работам такви работи и си почнавме дел по дел сами да си правиме. Значи се почнува од оваа малечка работилница, каде што алатот е нареден како во една аптека. Значи се почнува од таму. Таму и почнува све. Така, и од вашите вредни раце. Од раците, таму ни е идејата, таму почнуваме да правиме нешто, измислуваме, одиме во планина со ќерките заедно, собираме камен по ривишта, ќе донесеме камен, па го чистиме каменот, па го купуваме, па ќе најдеме некој дрво старо, па ќе го ставиме дрвото, ќе најдеме некој тракало, па да го клопиме тракалото и така. Повеќе заедно со супругата и со децата, значи се сами го правиме. Идеите се наши, физичката работа е моја, идејата како да биде и кај да биде невестата е по тие работи. Јас сум само да го изработам. Се совпаѓаме, да. И тоа многу ми исполнува работата. Овдека видовме, значи, една градина со многу етно стил, со многу орнаменти кои не потсеќаат на нашето старо македонско минато. Значи, тука имаме елементи што нашите предци ги користеле. Пред се во домакинствата. Во овој дел, сега не знам, ние, нашата камера, колку може тоа да ви го долови, а ќе ви го долови, навистина има такви садови, такви алатки, што на ова место буквално може да се сними филм од минатото на едно македонско домакинство. Така е се подредено, така е се наместено во еден етно стил, каде што стварно навистина се чувствувате како да сте се вратиле во времето назад, како да сте го почувствувале оној македонски дух од пред некои си 100 години. Навистина сте направиле еден многу убав стој, но сепак да започнеме од вашата капија. Имате прекрасна капија со македонското сонце, лавот е над сонцето кај што се чука над вратата, тоа го видува на почетокот гледачите и од тука влагаме во една прекрасна зелена цветна градина од левата страна, значи на гледачите им доаѓа десна страна, еден прекрасен тревник со прекрасен пампас, тука и малиот базен за разладување и сега доаѓаме до еден дел кај куќата каде што е препон со цвеќе, каде што навистина тоа е како дел од бајките. Кога влегов во тој дел,
почувствував една топлина, како што ретко некаде се чувствува, значи еден спокој, еден мир, кој нормално го дава окружувањето во кое се наоѓаме. Навистина, вашите пријатели треба да бидат горди што ве имаат за пријатели и што кога ќе дојдат кај вас можат да го почувствуваат тоа, затоа што на ваква една гледка ретко кој може да остане, значи, рамнодушен. Тука се наоѓаме меѓу два прекрасни даба, како што кажав. Фонтаната е направена во еден јапонски стил, со внатре се вградени мистмейкери, значи се е направено во детали. Секој детаљ во вашата градина има приказка. Видов имате и едно бунарче, тука и приказката за бунарчето. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Тој бунар два пати ми е граден. Еднаш го направив, ми дојде еден пријател, се зафативме, малку повеќе заседнавме, се потпревме на него и ни падна бунарот. Се турна и после пак наново го зидав истиот бунар, меѓутоа бев упорен и го имавме видено на море и така дел од него бев видел и им реков на невеста, викам, кога ќе дојдеме кај нас, ќе го направам и кај нас. Само во друг стил беше, таму беше поедноставен, ја го направив малку во етно стил, во по-македонско, ја викам, седа е македонско. Така. До самиот бунар видов едно корито, значи старите наши тоа го викале појло. Што нешто повеќе да ни кажете за тој предмет? Како што видовте, тоа е многу големо појло, многу големо и многу тешко. Ја многу од дете ми е хоби моторциклизот, мотори возам и возам по планините. Еднаш случајно на еден дел према Кожув на планината најдов на еден камен, седев така и кога открив каменот, видов дека не е обичен камен, дека е нешто друго. Кршив едно дрво и го расчистив тоа дрвото и видов дека е нешто од камен правено, клесано. Дојдов од тука, собрав 20 другари, друштво, земаме сајли и отидовме во планината таму, значи тоа е 60 км од тука далеку. Го извадиме од земјата, го исчистиме и го донесов тука. Со многу макам и тоа со многу меракот и тоа е реткост и тоа беше во еден дел запуштен дел што не знам пред колку години тоа дали имало воопшто таму население не. Тоа може да имало некој стока, некој да чува некој трло, таква работа може, инаку не. Значи предметот е донесен од многу далеку. Тој добил улога во оваа градина како во еден филм. Исполнил до бунарот. Да, добил една улога и нормално дека секој кој ќе влезе во оваа градина се загледува во тој предмет, бидејќи е многу интересен, многу е моќен, голем. Сите се чудат, значи, како е дојдено до него. Сигурно тој некој што го клесал пред не знам колку, можеби и векови, многу се трудел. Сигурно. Тој бил, значи, закопан негдека, сега е штета да стои таму. Така, сега е донесен тука и нормално може секој да го види, навистина интересен предмет. Рековте дека сопругата ви помага многу. Многу. Тука се и ќерките. Едната ќерка ни е во Шведска, во Гетеборг ни е, другата ни е тука. Меѓутоа, дел што се донесени работите се со помош на нив. Заедно со нив, јас кога работам да камен да зидам, тие ми помагат или чистат со сунгер, или со црево ми ги перат камењето, или ги редат камењето по ред како мислат да ги ставиме по естетика па да биде вклопено, па како да бидат, сите заедно. Моја е само работата и да ги донесам тука, а многу помош од фамилијата, многу. Како идеи во самата градина, еве ќе имате шанса да го видите тоа, што го сними нашата камера. Има многу цвеќе, има разни видови на зимзелени растенија, од јуниперуси, од елки, буквално многу разноврсна градина со многу партитури, со многу детали, многу богата во секој смисол на зборот, значи со работи што ретко каде може да ги сретнете, клупи направени од дрво, жардинери направени во вид на воз, коњски коли, работи донесени од повеќе села од Македонија. Од Македонија. Например, ево овие тркала се донесени. Овие тркала мислам од Демерхисар донесени, од Бабино таму, мислам донесени. Тој еден бутим таму што стоја од мојата прабаба уште. Меѓутоа јас го прибрав, ми стоеше и мислев, знаев дека еден ден ќе имам вакво нешто и дека ќе најди свое место се. И ги собирав тие работи пред да го имам место.
Исто така, покрај вашата градина имате огромен дел со лозје посаден и овие вочки што ги гледате ова овоше на масата, овие прекрасни смокви кои јас инаку ги обожавам, исто така се домашно производство. Овој сок што го пиеме, прекрасен сок од вишни, исто домашно производство. На вистина се надевам многу луѓе во Македонија сонуваат за вакво нешто, да имаат вака убаво уредена куќа, ваква убава градина и нормално да имаат се природно околу нив. Значи, сето она што се користи во оваа куќа е произведено од нивните раце. Навистина ова е реткост не во Македонија, реткост и во светот. Затоа се заслужни нашите домаќини, многу вредни луѓе. Навистина ми е чест што станав нивни пријател и што еве дојдов да ја посетам оваа градина. Навистина не да ја фалам, градината изобилува со многу елементи. Можеме да кажеме дека колку е потребно да се ова нешто вака одржи и да биде во... Вака да ви кажам, моето станување секогаш е во 5 сабање. Значи, ја и до 3 сат да сум испаднат, негде ја у 5 сум станат сабање. Значи, ја од 5 до 9 сат, тие 4 сати ми се во градината посветени. За цвеќе некој треба да се изчисти, камен да се избриши, вода да се смени тоа. Иначе поливаме навечер. Значи, навечер, да. Навечер, после 7 сатот, значи, ние секој дневно, ја посебно, мојата сопруга работи се уште, јас сум млад пензионер, јас секој дневно минимум 5 сати поминувам во мојата градина. Значи, љубовта е најважна. Многу голема љубов имам јас. Многу. Љубов кон цвеќе, кон растение, кон овошје. Ние имаме 100 дрвца, а 100 денари не земаме од нив. Так. Значи, сето е за нас. Имаме 1000 насади со лозје, си го бериме асталско грозје за нас. Така, овдека имаме сега во моментот на масата имаме 3 вида на грозје. Ова е Томсон. Ова црното е Страшински и ова белото е Викторија. Да, тие ги имаме овде. Навистина прекрасен вкус. Инаку ние имаме посадено негде околу 700 цвеќиња. Значи тие 700 цвеќиња, ако немаш љубов, не може да обстанат. Значи мора секој цвеќе да му ставиш ѓубренце, треба вода да му ставиш, треба да знаеш дали на сонце или на сенка кај успева, да му најдеш место кај ќе се гледа и кога ќе влезе човек да му падне во око тоа што е убаво. Че секое цвеќе не успева на секое место ако го ставиш. Ево овие цвеќиња имат мирис невероватен. Така? Мирисот тоа е многу убаво, ама на сонце не успева. Мора сенка. Нормално се си е на свое место. Вашето искуство значи ве научило каде што да посадите. Рековте, ми спомнавте дека ова е од 2006 година. Сме тука, да, од 2006 сме тука постојано. Со сопругата и со деца сме тука. Од 2006-2007 година сме тука, овие 6-7 години тука. На почетокот на овој прилог, значи таблата кај што пишува Чифлик е исто така мое дело, мое дело, јас ја направив од љубов према Чифлик и према Место и сакав да не биде во железо или прех, ја направив во стил на дрво. До него направивме клупа една, може ја видовте кога се кршкарава му една клупа за да одмори некој да застани и така да го оплемениме местото да знаат дека ова стварно Чифлик. И на вистина името и местото се многу поклопени, значи. Точно. Покрај самата куќа тече мала рекичка која има ете би рекол екстремно чиста вода. Може во водата да се видат дури и ракчиња, што на вистина е реткост во денешно време, што на вистина ракот живее само во речниот рак живее само во многу чисти води. Значи се наоѓаме во една многу чиста, еколошки чиста зона. Како што кажав, самото место, вредноста на вредните луѓе, сето тоа е поклопено да ова навистина изгледа овака. За крај можеме да кажеме дека што вие би сакале да доправите во вашата градина?
што мислите дека ви недостига покрај се што имате? Секогаш луѓето знаеме дека имаат големи апетити, секогаш сакаат да направат плюс нешто. Што мислите вие дека Нешто фамилијата моја што го сака и јас што го сакаме, тоа е некој базен, али да ставиме, да го направиме во стил на куќата. Ќе да биде со камен, да биде во таков стил. Нешто што најмногу сакаме ни е базентот и мислам дека ако дојдете од година, ќе направиме од дрво лулашка, некоја дрвена ќе биде за лулање, нешто исто така од дрво. Во главата ни е влезено, само ни треба време. Мислам дека идното лето кога ќе дојдете ќе го има и тоа и тоа. Почитувани гледачи, за крај на овој прилог еве ви ветуваме дека идната година во периодот, значи од јуни према јули, кога нели градините се во полн ефект, во полн цвет што се вика, ќе дојдеме уште еднаш овдека, бидејќи навистина ова место заслужува да биде посетено. И уште еднаш од додолкото на нашата камера ќе ви ја представиме навистина оваа прекрасна градина. Ви благодариме што се пријавивте во нашата рубрика Нашите градини, односно нашите и вашите градини. Почитувани наши гледачи, гледайте Гарден клуб, гледайте што значи да се има вредни раце, да се има волја. Отворете ги вашите градини. Дозволете нашата камера да влезе во нив, да ве представиме пред целата наша јавност и нормално најдобрите ќе бидат наградени. Уште еднаш ви благодарам што бевме ваши гости. Мило ни е. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Овој пат, почитувани гледачи, во рубриката Нашите градини ви представуваме една градина која се наоѓа во населбата Бутел, во собственост на семејството Секл. Се работи за прекрасна пространа градина која се простира на повеќе од 600 квадрати. Ова е една многу тематска градина која располага со повеќе врсти на растенија. Ке започнеме со цветниот расад кој просто кипи од саксиите кои висат под прозорците на куќата. Цветни моменти среќаваме и на други места во градината, каде допира сончевата светлина. Како што кажавме, на почетокот градината има повеќе тематики. Под крошните на големите четинари од видовите на пицеи и чемпреси се наоѓаат две помали катчиња од маралишта, многу добро склопени под сенките на дрвјата. Покрај другото,
оваа градина изобилува со партитури направени од природен камен. Тука е уникатниот украсен мост со две кули, до кој се наоѓа многу убаво вклопена куќарка за куче. Во централниот дел направена е прикладна фонтана, во која е многу убаво вклопена малечка црквичка посветена на светецот Свети Никола. Во долниот дел на градината изградена е фурна во уникатен полукружен облик од неколку видови на камен, која многу добро е вклопена во зеленилото, кое го сочинуваат зимзелени растенија од типот на леланди и туи. Некои од дрвјата имаат геометриски форми и представуваат топијариуми, оформени од сопственикот на оваа градина. Во делот кој се протега помеѓу помошната кукичка и летната тераса, се наоѓа делот каде се направени 3 миниатурни бунари. Да, добро слушнавте. 3 миниатурни бунари кои служат за да ја собираат водата што оди во олуците од поројните дождови, па така ова место е ослободено од вишок на вода во дождовните денови. Околу бунарите поставени се каменчиња во неколку големини, а сето ова е декорирано со растенија од родовите на лаванда, рузмарин и мајчина душица, кои честопати сопствениците на оваа градина ги користат во своите кулинарски специјалитети. Оваа прекрасна градина делува живописно со сите своји елементи, од топлите цветни бои до ладните сенки на големите крошни. Во вечерните часови градината е преубава, бидејќи многу добро е осветлена со правилна илуминација на засебните делови од градината. Со кафе и чаша прекрасно црно вино, поминавме многу пријатни моменти во оваа прекрасна градина на семејството Секл, кои беа многу пријатни домаќини. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
Драги наши, вие гледате рубриката Нашите градини, а ние сме во градината на семејството Георгиевски. И овој пат екипата на Гарден клуб Градини беше во населбата Бутел, со што се потврдува дека граѓаните на оваа населба навистина имаат убави градини. Наши домаќини беа господинот Перо и Слободанка Георгиевски. Тие се сопственици на малечка градина која се протега на површина од 200 метри квадратни. Градината започнува со голема пространа тераса во која се сместени трпезариска маса во придружба на други елементи, меѓу кои и голема лулашка. Од левата и десната страна на градината посадени се големи зимзелени дрвја од родот на туи, кои се веќе 15 години стари и со нивните крошни прават зацкриена интимна атмосфера во градината. Од десната страна има голема украсна црквичка. Симетрично во средината се протега стаза. Од левата и десната страна има две парцели со густ тревник, кој е отпорен на газење, каде има простор за децата да се играат. Низ целата градина поставени се сталажи на кои има сакси со многу убави цветни насади во повеќе бои. Во долниот дел од градината направена е летна кујна од црвена гитер цигла, која многу добро се совпаѓа во просторот. Од левата страна се наоѓа фурна со скара, направена спрема потребите на ова семејство. И во овој дел поставена е масичка, која парира на објектите поставени во нејзината близина. Генерално гледано, ова е една типична убава урбана малечка градина, исполнета со елементи на старите скопски градини кои се среќаваа од средината на 60-тите години и зрачи со дух на едно време. Георгиеви беа одлични домаќини, а ние, екипата на Гарден клуб, им честитаме на убавата градина и им посакуваме уште многу убави моменти во неа. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Вие гледате рубриката
нашите градини, а ние, екипата на Гарден клуб, се наоѓаме во Маџари, во градината на Тоде и Ангелина Стефановски. Овој пат екипата на Гарден клуб беше во посета на една прекрасна градина во населбата Маџари. Се работи за градина која се протега на 300 метри квадратни со многу разноврсни растенија, како зимзелени, така и листопадни. Оваа градина едноставно дише со својата пространност, а од друга страна е навистина богато парче површина со колорит и разноврсност на зеленило. Во градината има и тревни површини кои некогаш се користат за разните игри на децата. Исто така, оваа градина има доста видови перени, разни видови треви, тука е и популарната куќна среќа, која во оваа градина ја има во изобилство. Градината има растенија од видот на лаванда, рузмарин, аронија, неколку видови туи, неколку видови диви буксуси, зеленики, кои се стари повеќе од 20 години. Креативните сопственици на оваа градина со многу љубов и внимание им приоѓаат на сите проблематики во оваа градина, па така, например, од еден исушен бор, од неговиот корен, имаат направено прекрасен аранжман со повеќе видови ситни растенија и перени. Гостопримливоста и овој пат беше на прво место. Поминавме многу убави моменти во градината на Тоде и Ангелина Стефановски, а ние им благодариме за учеството во нашата рубрика Нашите градини. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.